Секој втор граѓанин во земјава се соочува со одреден правен проблем. Најчесто тоа се ранливите групи, како што се ромите и жените кои претрпеле семејно насилство. Законот за бесплатна правна помош на голем број граѓани ќе им овозможи пристап до правдата и остварување на нивните права. Граѓаните добиваат бесплатна правна помош и еднаков пристап до правда, односно адвокат, сите судски и административни трошоци ќе ги покрива буџетот. Започнува во примена Законот за бесплатна правна помош. Со новиот закон се проширува рамката, значи многу граѓани ќе можат да се ги остварат правата, сите оние кои што не можат да се дозволат бесплатен адвокат, доколку ги исполнуваат условите наведени во законот, ќе може тоа да го направат со поднесување на барање во подрачното оделение за Министерство за правда во Струмица. Службеникот во Министерство за правда ќе ги пополнува барањата, ќе ја дава примарната помош, доколку секундарната правна помош ја даваат адвокатите. Сите лица кои што остваруваат приходи до 14-15.000 денари и немаат дополнителен приход, живеат во сопствен стан, тоа е една од новините. Значи ќе може да поднесат барање со тоа и да добијат бесплатна правна помош. Категориите се проширени, значи може во управни постапки, судски постапки, административни работи. Граѓаните кои се со незавидна финансиска положба можат да се обратат до Министерството за правда и до неговите подрачни единици, да побараат да им се даде правна помош или да им се обезбеди адвокат кој ќе биде платен од буџетот на Министерството. Со новиот закон, корисниците на бесплатна правна помош се ослободуваат од судските трошоци и од трошоци за вештачење и истото ќе се врши од Бирото за судски вештачења без никаков надоместок.